Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед.
Сите ваши наручки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Maxis Deli можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Maxis Deli ги продава своите приватни заштитни знаци Maxis Meats, Градина и Сонце. Maxis Deli се наоѓа на 4160 15-та милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Maxis Deli. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг. Мојот народ уште чува гробови отворени. Мојот народ уште пее песни горки јадовни. Мојот народ вечно молчи, белин вино испива. Мојот народ роби толчи, име да си сочува. Мојот народ вечно молчи, белин вино испива. Мојот народ роби толчи, име да си сочува. Имаш хоро, зарано си фанал, без тамбури, без тапани, со најна на на на. Имаш хоро, зарано си фанал, без тамбури, без тапани, со најна на на на. Мојот народ, троскот племе, тајно сам ќе изникне. Цути плоди, фрла семе, чекај да се провикне. Мојот народ вечно молчи, белин вино испива. Мојот народ роби толчи, име да си сочува. Мојот народ вечно молчи, белин вино испива. Мојот народ роби толчи, име да си сочува. Имаш хоро, зарано си фан,
Вака или онака, владечката коалиција на ВМРО ДПМН и Вреди изгледа ќе успее да се одбрани од збрката што се создаде со измените на Законот за бранители. Собранискиот спикер Африн Гаши на новинарите им објасни дека тој не можел пак да ја свика надлежната собраниска комисија, бидејќи нејзината председателка Илире Даути од Европскиот фронт свикала, одржала седница, ама измените на законот не ги ставила на дневен ред. Гаши смета дека тоа било нејзина политичка одлука, а тој сега не можел пак да ја свика истата седница. И работата сега излегува дека постои само еден виновник за оваа очигледна манипулација – деловникот на собранието. Ќе биде ли оваа вратоломија на Гаши начин да се избегне расправата за непријатната тема која го загрозува мирот во владеачката коалиција? Председателот на собранието Африн Гаши останува на ставот дека тој според деловникот не можел да ја свика седницата на Комисијата за социјална политика, демографија и млади за да се расправа за законот за бранителите. Причина за тоа е што председателката на комисијата Илире Даути од Европскиот фронт веќе свикала и одржала седницата на комисијата, иако на дневен ред беше ставен само законот со кој се покачија пензиите, а не и законот за правата на безбедносните сили. Гаши го толкува членот 126 став 3 од деловникот на начин дека тоа што комисиската седница се одржала во предвидениот рок од 24 часа по пленарната седница значи дека тој повеќе нема надлежност повторно да ја свика затоа што веќе се одржала. Тоа што Даути не го ставила и најавила дека никогаш нема да го стави на дневен ред законот за бранителите според Гаши е нејзина политичка одлука, а тој нема да даде собствен суд дали таа го прекршила деловникот и дали заслужува интерпелација. Тоа е простор за интерпретација на различни политички аспекти. Секој како што гледа може да оцени. Не можам јас да судам, одземено ми е правото да интервенирам и во овој случај има разлика од случајот кога ја свикав Комисијата за финансирање и буџет, затоа што председателката Сања Лукареска одби воопшто да ја свика, а Комисијата за социјална политика беше свикана, вели Гаши. За тоа дали на пратеничката Даути ќе и биде поднесена интерпелација како што најави СДСМ, Гаши не сакаше да коментира, тој всушност одби да го коментира фактот дека примерот со законот за бранители докажува дека комисијски председател може да блокира закон за кој парламентарното мнозинство донесло одлука да се донесе. На хипотетичко прашање дали во случај на сериозна здравствена или друга закана за населението, тој како втор човек во државата ќе дозволи пратеник, председател на комисија, да спречи донесување на важен закон само затоа што не му се допаѓа или политички не му одговара, Гаши вели дека тој се однесува според принципи и за општо добро и во вакви случаи не му е гајле иако лежи во затвор за прекршување на деловникот, само ако барем еден човечки живот е спасен. Јас ќе работам според уставот, деловникот и законите. Јас го ставив на дневен ред на пленарна седница законот за бранителите. Го испочитував деловникот, иако тој закон е горчливо политичко прашање и е против политиката на коалицијата Вреди од која доаѓам, одговори Гаши на прашања дали тој работи според политичко убедување или според деловникот. Од коалицијата Вреди најавија дека ако овој закон се донесе без да се предвиди и обештетување на борците на поранешната ОНА, ќе ја напуштат владината коалиција. На ова пак премиерот Христијан Мицкоски одговори дека не функционира со закани и уцени и им посака среќа на сите што сакаат да ја напуштат владината коалиција. Srce makedonsko, životot me ponese, vo tugina da živeam. I ti si sine makedonče, vo tebe
naša ta Makedonija. Pesna makedonska, oj vardare makedonski, ti ja krasiš Makedonija. I ti si sine Makedonče, vo tebe teče krv makedonska, živem za tebe, ginam za neja, za naša ta Makedonija. Živem za tebe, ginam za neja, za naša ta Makedonija. Moro makedonsko, denjeno ke sine ja smislam, da se vratam vo roden kraj. I ti si sine Makedonče, vo tebe teče krv makedonska, živem za tebe, ginam za neja, za naša ta Makedonija. Živem za tebe, ginam za neja, za naša ta Makedonija. Владата е спремна да одговори соодветно доколку некој се обиде да изврши дестабилизација поради тоа што Македонија и Албанија се одделија од евроинтегративниот процес, изјави премиерот Христијан Мицковски на пресконференција. Премиерот истакна дека тоа што Македонија и Албанија се одделија од евроинтегративниот процес не подразбира и дестабилизација на земјата, но сепак не е исклучи можноста за такво нешто. Може да има обиди за дестабилизација и да не се раздвоевме. Може да има обиди за дестабилизација, ама и да не се раздвоиме, пак може да има обиди за дестабилизација. Ако некој се обиде да изврши дестабилизација на Македонија, членка на НАТО, тогаш ние ќе одговориме соодветно. Нема да дозволиме никој да ја дестабилизира земјата, предупреди Мицковски. Тој посака успех на Албанија со желба бргу да го заврши преговарачкиот процес. Може би еден ден патиштата пак ќе ни се сретнат, заклучи премиерот. Шефот на владата говореше дека Македонија направила нешта кои ниту еден кандидат за членство во Европската Унија не ги сторил, објаснувајќи дека третманот на Унијата кон нашата земја не е фер и нема врска со Копенхагенските критериуми. Само кај нас билатерални договори се услови за преговарачка рамка. Жалам што претходната влада екзибиционистички прифаќаше се, а истовремено го ограбуваше народот, изјави Мицковски. Тој додаде дека владата веќе нема да прифаќа услови кои бараат национални и идентитетски отстапки. За мене ова е диктат. Ако е ова условот за Македонија да продолжи да преговара, тогаш тоа го реков и во Брисел. Не, благодарам.
Тоа не се европските вредности во кои мојата генерација се влюби, а тоа се оние вредности кои ги дефинирале Аденауер, Де Гаспери и Шуман, и затоа ја споделив идејата: ајде да разговараме, но не условувајте со диктати. Ја сакам да разговараме колку е потребно да најдеме решение. Очигледно сега немаме решение, потенцираше Мицковски. Премиерот говореше и за преговори со Бугарија поврзани со членството во Европската Унија. Ако зборуваме за почитување на договорите, ние ги прифативме Преспанскиот договор како нова влада, ја користиме и придавката Северна и така натаму, но тогаш треба и Европската Унија и Брисел да го прифатат договорот за добрососедство во кој нема услов да го смениме уставот. Ова е предлог, но во договорот нема таков услов, појасни Мицковски. Тој објасни дека новиот предлог за одложено дејство суштински не се разликува од Преспанскиот договор. Пишува дека Бугарија треба да не поддржи и да ни помага. Кога зборуваме за одложено дејство, дека сме подготвени да го прифатиме нивниот предлог, тоа не е различно од Преспанскиот договор. Сите амандмани од тој договор влегуваат во сила кога Грција ќе го ратификува пристапниот протокол на Македонија во НАТО. Зошто тогаш не додадат и Европска Унија? Прашањето на референдум беше дали сте за Европската Унија и за НАТО. Зошто не додадат? Тие амандмани што ќе ги поминеме да бидат ефективни кога Бугарија ќе го ратификува пристапниот протокол за Европската Унија. Тоа го предложи во Брисел. Ако има желба, има и начин, вели Мицковски. Премиерот потенцираше дека нивните барања не се поврзани со европските вредности, туку тие, Европската Унија, само се изживуваат врз оваа земја. Премиерот напомена дека подобрувањето на стандардот на Македонија зависи од чесна работа, а не од почеток на преговорите за членство во Европската Унија. Ако мислите дека со почнувањето на преговорите мет и млеко ќе тече на улиците и парите од Брисел ќе почнат да врнат, се лажете, истакна Христијан Мицковски. Junak vrvi niz gorica zelena, junak vrvi niz gorica zelena, tutun pušit solunica srebrena, tutun pušit solunica srebrena. Konja java i na konju će govori, konja java i na konju će govori. Brzaj konjiće, brzaj da pobrza me, brzaj konjiće, brzaj da pobrza me. Brzaj konče, brzaj da pobrza me, brzaj konče, brzaj da pobrza me. Te odi me kaj što bef me za včera, te odi me kaj što bef me za včera.
konjiće zemija, vtorata je prodaj konjiće zemija, tretata je sam prodaj se za neja, tretata je sam prodaj se za neja. Поранешните премиери на Бугарија Бојко Борисов и Кирил Петков изјавија дека договорот за добрососедство мора да се почитува и ги повика властите во Македонија да одлучат дали ќе ги внесат бугарите во уставот или нејзиниот пат кон Европската унија ќе остане затворен. Лидерот на ГЕРБ Борисов, кој е и председател на Комисијата за надворешна политика во бугарскиот парламент, истакна дека Бугарија и Македонија потпишаа договор за добрососедство кој е вклучен во планот за проширување и никој не може да отстапи од него. Борисов смета дека Софија треба да остане мирна и трпелива, да не изгледа агресивна, бидејќи, како што наведе, вината е кај колегите во Скопје. Тој посочи дека секој што ќе го прекрши добриот тон, а Бугарија тоа не го направи, ќе ги трпи последиците. Се што направивме во Европската народна партија, во Европскиот совет, во Европската комисија беше добро слушнато. Така функционираат европските институции. Не се закануваат, не навредуваат, а резултатот е Албанија оди напред. Таа го прифати бугарското малцинство, а нашите колеги од Северна Македонија треба да ги поднесат последиците од нивното досегашно однесување, рече Борисов во пресрет на разгледувањето на декларацијата за Македонија, поднесена од крајно десничарската партија Преродба. Борисов вели дека ќе се обиде да ги убеди колегите од Комисијата за надворешна политика да не се однесуваат емотивно, туку прагматично и разумно. И поранешниот премиер Кирил Петков вели дека Скопје треба да одлучи дали сака да ги прифати бугарите во својот устав или да го запре патот кон Европската унија. Времето покажа дека договорот што го направивме во времето на нашата влада, францускиот предлог, се покажа многу добар за Бугарија. Реално целата Европска унија застана на наша страна. Република Македонија мора да одлучи дали сака да ги прифати бугарите во нејзиниот устав или нејзиниот пат кон Европа е затворен. Многу се надевам дека ќе се преиспитаат, бидејќи она што се случи во моментов е дека Албанија се оддалечува од нив и побрзо ќе го продолжи патот кон Европската унија, изјави Петков. Одвојувањето на Албанија и Македонија на патот кон Европската унија го поздрави првиот човек на Преродба Костадин Костадинов. Тоа според него се случило откако Тирана го признала бугарското малцинство и му ги гарантира сите уставни права. Од сега Република Македонија има два пата: или ќе го признае присуството на бугарите како државотворен елемент на својата земја и ќе ги вклучи во уставот, или ќе остане надвор од преговарачкиот процес, вели Костадинов. Во врска со договорот за добрососедство, Костадинов смета дека откако Скопје одби да го почитува, и Софија веќе не треба да се држи до обврските што произлегуваат од него. Šara planina, praca krošni razvila, tamo mi je selo to, tamo mi je gnezdo to, tamo mi se mislite, tamo mi se bliskite. Moje to jelovce, ovde mi je na srce, pod Kostenite, mi se spomeni
crkva Svetilija, ikona do ikona, manastir Sokonaci, gradele Makedonci, čuva Sveti Đorđija, srede naša kolija. Moje to Jelovce, ovde mi je na srce, pod Kostelite, mi se spomenite. Moje to Jelovce, ovde mi je na srce, a na dušava kuća tatatoga. Moje to Jelovce, ovde mi je na srce, pod Kostelite, mi se spomenite. Moje to Jelovce, ovde mi je na srce, a na dušava kuća tatatova. Marketing. Sonce od tvojte rusi kosi. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасничко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг.
Пратеници од собранието работаат на една верзија на Законот за правична застапеност во јавната администрација со кој ќе се замени алатката балансер, информираше собранискиот председател Африм Гаши. Ова прашање е во доменот на политичките партии и на политиката. Јас од функција на председател на собранието не можам да коментирам за оваа тема. Група од пратеници работи на една верзија на таков закон, но засега јас не знам дали ќе има политички договор тој закон и да се усвои, вели Гаши. Ако нешто не функционира, додаде тој, треба да се смени. Сите сме свесни дека механизмот балансер со кој досега се исполнуваше уставната вредност за правична застапеност на помалите заедници при вработување во администрацијата не беше добро осмислен. Општа е перцепцијата дека балансерот има недостатоци и затоа ова прашање треба да се реши со посебен закон. Евентуалното укинување на балансерот не треба да се свати како деградација на правата на помалите заедници при вработувањата. Од 2002 до 2014 година правичната застапеност се практицираше и без оваа алатка. Немаше балансер, вели спикерот Гаши. Првиот вице-премиер Изет Меджити минатата недела нагласи дека има согласност во владината коалиција за закон за правична застапеност. Имаме политички договор тоа прашање да се среди со законот за правична застапеност. Само треба да најдеме начин евентуално да има некоја евиденција на етничка припадност во администрацијата за да не се косиме со приватноста на информациите, вели Меджити. Министерот за јавна администрација пак Горан Минчев неодамна истакна дека ова ќе зависи од одлуката на Уставниот суд. Јас во овој момент не би можел да кажам дали ќе има нов закон или каква ќе биде содржината на тоа законско решение. Секако би почекал, а секако и Министерството за јавна администрација конечната одлука ја чека од Уставниот суд. Во зависност од тоа каква ќе биде таа одлука, ние би пристапиле кон евентуално ново законско решение. Уставниот суд минатата седмица времено го запре користењето на балансерот при вработувањата во државните институции до конечна одлука за уставност на законските одредби со кои се овозможува етничката припадност да е услов за вработување. Од Министерството за јавна администрација информираат дека наскоро сите институции ќе добијат упатство како да постапуваат до конечната одлука. Еве сега кажувам, мила моја признавам, дека ни на сон не сакам тебе да те изгубам. Денот штом те запознам, тогаш веќе знаев јас дека топол дом некаде чека мила и на нас. Само тебе јас те сакам, за тебе јас живеам и мојот свет без тебе не можам да го замислам. Таму коло мојго срце, таму мила спиеш ти и дури тоа чука, таму мила остани.
dobro znaje me, kakvi buri minavme, no i pokraj se dosega, od nas ne odkažavme. Sega cvrsto gušni me, pogled nivo očive, teka zajedno ke bide me, zavet da si dade me. Samo tebe jaz te sakam, za tebe jaz živejam, i moj od svet bez tebe ne možam da go zamislam. Tamo ko mojivo srce, tamo mila spiješ ti, i duri toa čuka, tamo mila ostani. Samo tebe jaz te sakam, za tebe jaz živejam, i moj od svet bez tebe ne možam da go zamislam. Tamo kovo molivo srce, tamo mila spiješ ti, i duri toa čuka, tamo mila ostani, tamo mila ostani. Градоначалникот на Тетово Билјал Касами со директорите на јавните предпријатија и началникот на полицијата го следеа почетокот на акцијата од булеварот Маршал Тито со цел ослободување на јавните површини. Овие активности се насочени на места каде се поставени контейнери и автобуски постојки со цел подобрување на услугите за подигнување на смет и за непречено одвивање на градскиот автобуски превоз. Да ги информираме граѓаните во делот на паркирањето да бидат посовесни. Денес сме тука со началникот на секторот за внатрешни работи Тетово, со директорите на јавните комунални предпријатија, заедно да видиме како несовесни возачи паркираат на места наменети за контейнери на јавното комунално предпријатие за менаџирање со отпадот, на местата каде што е автобуска станица или постројка и на места каде што се наменети за инвалиди. Ги повикуваме сите возачи да бидат посовесни да не паркираат каде што не е обележено место за паркирање, а посебно да бидат внимателни на локации кои се наменети за контейнерите, локации за автобуски постројки, односно паркинг места наменети за инвалиди. На новинарско прашање зошто покрај подигањето на контейнерите нема поефикасно чистење на јавните површини, Касами со одговор дека тоа се прави, а граѓаните треба да бидат посовесни. Ако може да забележите, секој ден, односно секоја приквечер, работници на јавното комунално предпријатие ги чистат улиците на Тетово. Ќе ги повикам граѓаните да не фрлаат секаде по улиците и тротоарите отпад, затоа што 24 часа се чисти. Ако фрлаат сите граѓани, не може да биде чисто. Секоја вечер чистат вработените, јас секоја сабале кога доаѓам, веќе е иста ситуацијата затоа што се движат граѓани и пак фрлаат отпад. Гарантирам дека вработените од јавното комунално предпријатие секој ден чистат. Имаме и камион за миење улици, но поради дождот ова време немаше некоја особена потреба. По потреба секоја вечер ќе ги мијат и улиците. Апелирам и ве молам да не фрлате ѓубре насекаде, има контейнери и канти за отпад. Граѓаните да фрлаат каде што е местото, истакна Касами. Градоначалникот информираше дека на владиниот повик за проекти, општина Тетово се пријавила да добие средства за да се изградат објекти на 2 средни училишта и изградба на водоводна и канализацијска мрежа. Se bude sekade, no nikogaš ne im sudeh ja za drugite. Što je moje, ke si ostane, ljubavi mi da gleda me, dal Bog oči dve. Što je moje, ke si ostane, ljubavi mi da gleda me, dal Bog oči dve.
iskreno, daj ušteluje društvo golemo, leta život od leta, vreme to moja mejano. Daj ušte vino, moja sudbino, daj ušte pesmi, nešto iskreno, daj ušteluje društvo golemo, leta život od leta, vreme to moja mejano. Ne se krijev nikogaš, so srce v bitki bijev ne se predavav. Čisti duši, znamke spasi me, pokraj ženi ubavi, ke se skrasi me. Čisti duši, znamke spasi me, pokraj ženi ubavi, ke se skrasi me. Daj ušte vino, moja sudbino, daj ušte pesmi, nešto iskreno, daj ušteluje društvo golemo, leta život od leta, vreme to moja mejano. Ušte vino, moja sudbino, daj ušte pesmi, nešto iskreno, daj ušteluje društvo golemo, leta život od leta, vreme to moja mejano. Iskreno, daj ušteluje društvo golemo, leta život od leta, vreme to moja mejano. Daj ušte vino, moja sudbino, daj ušte pesmi, nešto iskreno, daj ušteluje društvo golemo, život od leta, vreme to moja mejano.
Sakam da si moja, duša da mi gori, sakam da si moja. Marketing. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Вен Дайк во Шелби Тауншип. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг. Ljubi srce, ljubi silno, igraj vo gradi nemirno. Davaj ljubav, neka gre, naš se žive. Ljubi srce, ljubi silno, igraj vo gradi nemirno. Davaj ljubav, neka
Мојот живот тежок е, верувај пријателе, не знаев дека многу дни носат бури горчини, ако нека носат, не се исплаши. Имам срце што е гладно за убавини. Љуби срце, љуби силно, играј во гради немирно. Давај љубов, нека гре, еднаш се живе. Љуби срце, љуби силно, играј во гради немирно. Давај љубов, нека гре, еднаш се живе. Сите што ги познавам сакаат да дознаат до кога такви сиви дни што ни носат горчини. Ако нека носат, не се исплаши. Имам срце што е гладно за убавини. Љуби срце, љуби силно, играј во гради немирно. Давај љубов, нека гре, еднаш се живе. Љуби срце, љуби силно, играј во гради немирно. Давај љубов, нека гре, еднаш се живе. Давај љубов, нека гре, еднаш се живе. Традиционалната манифестација Денот на гравот по 12 пат се одржа во Тетовско Теарце. Посетителите имаа прилика да пробаат од најпознатиот тетовски бренд, но земјоделците се пожалија дека високите температури во текот на целото лето се причина годинава да нема воопшто нов род на грав. Годинава состојбата со гравот е катастрофална. Временските прилики со над 35 степени Целзиусови повеќе од еден месец не дозволија гравот да го биде. Го нападнаа и разни штетници. Само може да паметиме кога имало пред 10 до 15 години кога сме полнеле цели камиони и трактори со грав. Приносот на еден хектар бил помеѓу 1500 до 3000 килограми, а наназад годиниве се намали. Годинава поради топлото време е една од најнеплодните сезони, вели земјоделецот Среќко Анчевски од Тетовско Доброште. Иако тешко се наоѓа, грав сепак имаше, па беа подготвени над 20 килограми за да се послужат сите посетители на манифестацијата. На неа настапија културно-уметничките друштва со македонски, албански и турски народни песни и игри. Оваа манифестација е важна од три аспекти. Економскиот аспект, не само што настанот помага во брендирање на овој производ, туку помага и во вклучување на контакти помеѓу луѓето во државата и надвор од неа. Интеркултурен диалог е вториот аспект. Повеќе ги цениме работите што ни се заеднички отколку работите што не делат. Третиот аспект е рурален развој, бидејќи сакаме да кажеме дека преку овој настан младите можат да бидат главни чинители во општеството, вели Меметин Муареми од Центарот за едукација и развој, кој е организатор на манифестацијата. Ја имате нашата поддршка и земјоделците и организацијата, затоа што е вреден настан за нашата општина и за нашите заедници што живеат тука, рече Бесник Османи, председател на Советот на општина Теарце. Заменик министерот за земјоделство Флякрон Беџети посочи дека со субвенции државата се обидува да го поттикне одгледувањето на гравот.
Овој фестивал привлекува над 1000 посетители секоја година, станувајќи символ на традицијата, културата и гостопримството на ТРЦ. Вашата работа е одличен пример како соработката и посветеноста носат резултати, имајќи в предвид дека овој регион е познат по производство на високо квалитетен граф, поволни климатски услови и плодни почви погодни за оваа култура. Министерството дава поддршка за одгледување на гравот, спроведување на некои одржливи мерки за подобрување и изголемување на производството на оваа култура, истакна Беџети. Дел од манифестацијата беше саем на локални предприемачи, училишни изложби, рурално кино, традиционална храна, како и музика и танци од различни култури. Samo tvoja jazda bidam mi je sudeno. Cela mladost moja jazda ti ja podaram i kraj tebe dušo moja jazda ostaram. Rodena su za tebe, bili večno kraj mene. Nije da ne se razdeli me, život do veka zajedno da deli me, ne daj Bože nije da se razdeli me. Soza čista je i vonea ljubav čuvam samo za tebe. Cela mladost moja jazda ti ja podaram i kraj tebe dušo moja jazda ostaram. Rodena su za tebe, bili večno kraj mene. Ivo dobro, Ivo zlo, večno da sme zajedno. Život do veka zajedno da deli me, nikogaš nije da ne se razdeli me. Život do veka zajedno da deli me, ne daj Bože nije da se razdeli me.
Почитувани, тоа би било се во ова издание на емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио Детройт. А за крајот во катчето за најмладите две приказни: Убавицата и цверот и Градскиот и селскиот глушец. Ви посакувам пријатен ден. Убавица и ѕвер. Си бил некогаш еден трговец кој имал 4 керки. Тој ги сакал сите, но најмалата, која се викала Убавица, му била најдрага. Еден ден, сосема осиромашен, тој тргнал на пат по работа, ветувајќи им на керките дека ќе им донесе подароци. По старите керки барале скапоцени работи, а Убавица посакала само еден цвет. Работата тргнала лошо и кутриот човек, враќајќи се навечер дома, во снегот го изгубил патот. Талкајки од ненадеж се нашол пред некоја прекрасно осветлена палата. Човекот не ни знаел дека во палатата живее страшен ѕвер кој некогаш бил убав принц. Волшебницата го маѓепсала, а магијата можела да биде симната само доколку во ѕверот се влюби девојка на која нема да ја пречи грдотијата на ձверот. Откако се разденило, трговецот тргнал дома. Поминувајќи покрај градината на палатата, му текнало на желбата на Убавица, па скинал една ружа. Само што го сторил тоа, се појавил страшниот ձвер и му рекол на трговецот дека ќе го казни со смрт. Така исплашен, трговецот почнал да го моли ձверот да го поштеди и да му дозволи да се врати кај своите керки. Ձверот се согласил да го пушти, под услов како замена да му испрати една од керките, која ќе се согласи да ја преземе казната од нивниот татко. Попат му дал и скапоцени дарови. Кога стасал дома, очајниот татко со тешко срце им раскажал на своите керки што му се случило. За среќа на постарите сестри, Убавица веднаш се понудила да оди на место татко ѝ. Така заедно отишле во палатата, каде таткото со тешко срце се разделил од керка си. Ձверот бил добар кон Убавица. По 3 месеци ја запрашал дали сака да се омажи за него. Девојката била тажна, зашто тој бил драг, но не можела да се омажи за него, зашто бил многу грд. Во дворецот во една од собите стоело волшебно огледало. Еден ден, таа во огледалото го видела татка си како лежи болен и ја повикувал да го посети. Ձверот ја пуштил со тешко срце. Таа заминала, ветувајќи дека ќе се врати за 8 дена. Времето поминувало, а таткото и сестрите ја задржале Убавица, така што таа не се вратила во предвиденото време. Една вечер таа го сонила ձверот во смртна постела како ја повикува. Се разбудила со страв и решила веднаш да тргне. Со помош на волшебниот прстен што ја го дал ձверот, Убавицата за миг се вратила во палатата. Таму го нашла ձверот како умира од тага по неа. Тогаш Убавица сватила дека и таа го сака него, па тоа му го кажала. Изговорените зборови направиле чудо. Ձверот исчезнал и се појавил убав принц. Нивната љубов ја крунисале со брак и живееле среќно до крајот на животот. Градскиот и селскиот глушец. Еднаш, еден градски глушец тргнал да го посети својот роднина кој живеел на село. Овој пак бил помалку груб и припрост, но си го сакал својот роднина од градот. И кога слушнал дека ќе дојде, срдечно го дочекал. Се што имал да понуди било граф и сланина, леп и сирење, но му понудил од се срце. Градскиот глушец, штом седнал на трпезата, го дигнал носот и рекол: "Не можам да разберам, пријателе, како можеше да ја поставиш масата со ваква бедна храна. Па се разбира, ништо поарно и не можеш да очекуваш на село. Дојди со мене и ќе ти покажам како се живее. После само една недела во градот ќе се чудиш како си можел да живееш на село." Речено, сторено.
Доцна вечерта, двајцата допатувале во домот на градскиот глушец. Ти треба малку освежување после напорното патување, љубезно му рекол градскиот глушец и го однел пријателот во големата трапезарија. Таму можело да се видат остатоци од гозба и наскоро глувците се гоштевале со разни желеа и торти кои биле многу вкусни. Одеднаш слушнале лаеж. Што е тоа? Прашал селскиот глушец. Ништо, само домашните кучиња, одговорил другиот. Само кучиња? Воопшто не ми се допаѓа оваа музика за време на вечерата. Во тој момент се отворила вратата и влегле две големи кучишта и двајцата глувци морале да скокнат и да избегаат. Пријатно, мој мил пријателе, рекол селскиот глушец. Што? Толку брзо ќе си одиш? Да, заминувам. Во градот има толку многу опасности и проблеми, така што попрво би живеел во моето нивче во селото, каде ќе бидам безбеден и ќе живеам без страв. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.